Преубава сезона оваа година за нас, ама се надевам и за сите вас. Се дружиме со познати и јавни личности кои се интересни, ама пред се ведри, како би можеле дел од тоа убаво расположение да пренесат и на сите вас. Добро вечер и оваа вечер од нас и од нашите пријатели. Генерален спонзор е Визијана, убава, бистра и питка природна минерална вода која е пребогата со магнезиум и која помага вашето тело и ум да функционираат како едно. Алфи Техноцентар кој ви нуди како на дланка преку 36.000 производи во своите два продажни салони во Скопје и Куманово. Соковите Кватро и Сано кои владеат со добриот вкус повеќе од 30 години, млечните производи на бучен козјак, природни и препорачливи за здрава исхрана за сите генерации. Детергентите од Арис кои гарантираат чистоколина и свеж мирис за угоден престој во вашите простории и гарнитурите на Тетра мебел во кои можете да заспиете, можете и да се успиете, ама едно е сигурно дека едноставно ќе уживате. Се надевам дека и вечерва ќе уживате во она што ние ви го подготвивме. Тоа ниту се јаде, ниту се пие, ама се конзумира и тоа во неограничени количини, затоа што насмевките се дар од Бога за подолг и поубав живот. Сега и ние не смееме, ама сепак се смееме. Нели? Се смееме и затоа што сме на трето место во Европа по сиромаштија. И затоа што знаеме дека можеме да бидеме и први, на прво место, само ако сакаме. И тоа по инает. Па ние сме рекордери и по годините чекање за влез во Европската Унија. 20 години, подолго од нас чекаат само од турците. Тие 50 и кусур години. И вака чекајки се си думам, дали е подобро да не пушта да влеземе или пак да не пушта, да? Како кога двајца пензионери тргнале во јавна куќа, онака несигурни од им било прв пат. Едниот вели леле, а што ќе правиме ако не пуштат, а вториот тресејки се уште повеќе од првиот рекол леле море, јас се плашам уште повеќе, што ќе правиме ако не пуштат на. А токму турското робство и докажало дека сме многу незгодни како народ. Па ни турците не издржале со нас повеќе од 500 години. После тоа побегнале. Како тој што се налутил и побегнал од дома, а отпосле се сетил дека нема ни жена ни дете и дека живее сам, па се вратил. Така и турците се вратија, ама тие преку серии. Само знаете што е лошо тука за нас сега? Тоа што турските серии како да немаат крај бре мајката и кога ќе завршат, пак почнуваат и тоа од почеток. И бидејќи не им одговара да има крај, што знам, веројатно треба ние да им кажеме кога е крај. Еве вака ќе им кажеме, ако ние пречиме, можете да си одите вие. Не вие, туку тие, вие останете да видите што ќе гледате. Некој треба да части. Од потполно непознати, нели, млади дечки, кои што ете успеја на некој начин... Млади, високи, убави. Високи, баш високи. За човека кој е физички многу пропаднат се вика Изабен. Останале само уши и мустаке на njega. Не ме гледате кој се баде закасни на работу, видете ја. Па не сам закаснија за тој што сам ја цел ноќ бе, шефе. Закасни за тој што пешки појде на работа. Замислите бре, ја какав муж сам. Не сум заплакаја ника сум се родие. Да, зашто докторкат ме видеа, место мене по дупе да ме удари да заплачу, ударија го на маму шамар. Што гледаш у мене нема да ми падне вилица за летане. Сакам да ти кажам дека ако дојде на Сококи, буквално ќе видиш што значи да му падне вилица на некој. Ај погоди што сам ти купија. Јуже, да се обесу због тебе. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, Сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен козјак. Помагатели детергенти Арис, Тетра мебел. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје?
Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Мултимедијанет во соработка со Алфи Техноцентар ви нуди можност за купување на LED телевизор на рати по ниски цени и без камати. Вистинска промоција за сите нови актуелни корисници кои ќе го обноват договорот за кабелска телевизија. За повеќе информации во наплатниот центар на Мултимедијанет. Единствена можност како до LED TV на рати, а без камати со Мултимедијанет. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. Некој треба да части. Зашто да часту, докторе? Како зашто да частиш? Има зашто да частиш. Твоја девојка е трудна и тој како што гледам с мушко дете. Убаво, на тебе ќе биде. Моја девојка трудна. Да. Ама, докторе, тој не е могуќе. Ама јас стварно пазеше. Абе, гледај, ја веруј дека си ти пазија. Ама могуќе. Тој ти е синко како саобраќај, разбираш ли? Возиш, од тамо ти не иде некој, ти ga пропуштиш. Предност. И ете. Вечерва ви ветувам дека ќе си поминеме добро, убаво, забавно, затоа што имаме гостин кој не доаѓа ниту од Куманово, ниту од Скопје, од каде што ни дојдоа поголемиот дел од гостите, доаѓа дури од далечна Битола. Со нас вечерва Димитар Андоновски. Добро вечер, добро дојде во Нема љутиш. Добро вечер, добро ве најдов. Како патуваше од Битола? Добро? Супер. Далечна Битола за нас, далечна, види, на нас Скопје ни е блиско, ама Бога Битола, ми Грција далеко долу. сме, Бога ми далеко Далеко. сме. Од каде идеше? Да не е преку Кичево, Охрид, автопатот дека нов оттаму или Па вамо не, по стандардниот на кај Скопје, па нели право за Куманово. Плетвар, така? Плетва, да. Има Е. снег на Плетвар? Па нема годинава нешто Славо Снегов. Слава. Славо Снегов, али добро е, јас мислам дека добра зима поминавме сепак. Па енергетска криза, погледна Господ така кај не. нас. Да не Има мора- милости. Да, Има има да. Ќе те вратам години наназад на почеток на она прочуено шоу М2 Play потрага под звезди. Тоа беше твојот почеток и влез на музичката сцена. Така. Ми кажеш како беше доживувањето, што значеше тоа за тебе во тоа време, излегува тоа надпреварување доста познати имиња сега на музичката сцена во Македонија. Така е, да. Па тоа беше единствено шоу во Македонија кој што промовираше нели нови таленти, односно од потполно непознати нели млади дечки кои што ете успеа на некој начин Млади, да се... високи, убави. високи, баш високи. Кои што еве и ден денес да речем функционираат, нели. М2 навистина беше популарно, особено помеѓу младите. Јас некако се пријавив сосема случајно, сосема спонтано. Дури на самата аудиција текстот го заборавив, се сеќавам тогаш од песната, меѓутоа Го имаше тоа на телевизија? во аудициите прво беа едни аудиции во Битола, па после ако одбереа не знам најдобри 100 беше во универзална сала, ако се сеќавам така, мислам дека Значи беше. го немало. Да, и баш Дарко Димитров, нели тогаш и Иво Јанковски беа главни продуценти на тоа шоу. Вика, толку некој впечаток ми остај, без разлика што ја заборави, што го заборави Ако се текстот, го мора заборави да текстот, да. да те однесам во тие 100. Нормално кога влегов во таа потесна нели конкуренција, си бев спремен како из пушки и ете,
сакал Господ да влезам во 10 финалисти. За жал тогаш мислам дека Foreplay групата се основа од нашата година на 10 Тоа беа два пејачи мушкарци, две женски, така е? Foreplay? па беа 4 женски. Да, 4 женски беа. 4 женски, да, али сепак она искуство кој што го доживеав таму некако ми направи таа магија со сцена, публика, пеење да продолжи нели понатаму во мојот живот. И стално, еве го спомнав Дарко Димитров, стално викам, наистина сум благодарен што имаше такви шоа кои што ете на некој начин даваја шанса на младите да се докажат, па потоа нели професионално да се занимават. И кој може да гази по тој пат? Да гази. Па така? да, тежок е овој Да. пат, ама Ако направиш споредба со сегашните надпреварувања, немаме во Македонија, имаме во регионот, да кажеме Звезде Гранда, каква споредба од тоа време до сегашните надпреварувања? Има ли сличности? па дали има сличности? Тоа знаете како, значи навистина е шоу, тоа соседното шоу кој што го гледа цел Балкан, нели? Е направено со многу голем буџет и е направено баш на балканско ниво. И го сметам дека со годините некако се едно исто е. Не дека нешто многу ги пратам, меѓутоа некогаш кога имам прилика го гледам. Мене ми е криво што во Македонија нема навистина некој да инвестира, а направи едно такво шоу, бидејќи сметам дека ние како македонци имаме голем талент и на музичари и на Па го гледаме тоа на Па го надпреварувањето гледаме, сега. да, и имаме доста жално е кога треба да излезеш од границите на државата, за да се докажуваш на некој начин, за да може некако публиката нели да те прифати, бидејќи кога функционираме ние од она искуство што го имам јас, стално е така. Не знам, најверојатно и во другите области е така. Ако излезеш од границите на Македонија да нешто направиш, тогаш многу си повеќе вреднован отколку тука. Жално е што нема продукција, нема не знам, нема некој кој што ќе добие желба тоа да го направи, стварно да биде на ниво, а сметам дека имаме капацитет во сите области за да тоа се реализира. Тоа сигурно, сите ни велат така и дури и овие што се во живито ги Апсолутно. со пофалби секој со поголни зборови за нашите представници. Апсолутно, да. Мислам дека на нашето надпреварување имаше подобар одбир на песни, подобар избор. Да. Похвалите. Ваму веќе е сосема мешано од сите жанови, би рекол. Сите, да. Од ова надпреварување наши излегува многу звезди, кој што рекол. Да. Ламбе Лабаковски, така, оттаму беше? Да, Ламбе Елена Ристевска. Ламбе Елена Ристевска, Комуницираш со нив? Магдалена Цветковска, па не знам и ред други, кои што на некој начин, кој поќе, кој помалце функционира. Како не со Ламбе, со многу близок, баш вчера бевме, заедно снимавме нешто кај мене во моето студио, некои негови потреби, пошто моментално и тој е во Битола. Како ми е Ламбе, добар? Одличен, супер. Он е незгоден на настап, знае да запали атмосфера, што ти кажам. Да, и јас сум така. Експлозивен. Експлозивен, да. Да. Со Дарко, комуникација, соработка? Па со Дарко, да, имаме комуникација. Не многу честа, меѓутоа, она почита нормално и сето она што не поврзува со музиката, секогаш сме тука да си размениме мислења. Сепак е, нели, Дарко е еден од најголемите композитори, не само кај нас и Да, на компонира Балканот за цел гледаме Балкан. дека навистина и секогаш неговите совети се добре дојдени. Реков, тоа беше твој прв пробив на музичката сцена, но и пред тоа се занимаваше со музика. Имам податок дека виолина свириш. Да. Како не, јас сум средно музичко завршив во Битола. Потоа се запишав на факултет за музичка уметност, исто сек виолина. Стигнав до 4-та година на факултет и се фатив со ова пење, некако Само поинтересно дипломско и беше. готово, така? Па да, да. За жал, диплом. се надевам сега, бидејќи имам многу обврски, дека еден момент ќе го завршам. Исто така, значи цел живот сум поврзан на некој начин со музиката. Работам, студио, компонирам, создавам, така да животот ми е
од кој се знам поврзан со музика и се надевам дека и така ќе остани до. Во Битола тоа е познато средно музичко училиште, многу пејачи излегуваат таму и Тоше мислам дека има одено во истото училиште, така? Да. Многу навистина, јас и Ламбе и Ламбе, да, и Ламбе. Јас навистина имав среќа што ја фатив она старата школа на професори кој што навистина вадеше сериозен музички кадар од музичкото училиште. Тоше беше четврта година средно, кога јас се запишав прва. Така да многу малце го фатив, меѓутоа го гледав низ школото, бидејќи ние бевме по еден клас. Сите, да речем, години бевме по еден клас, прва, втора, трета, четврта година, многу малци ученици бевме. Добро, не сте вие Звезда Гранда, секоја година по 20, 30, 50, толку така капацитет. Да, и кога почнуваше Тоше, се сеќавам овие завршните концерти кои што беа на музичкото училиште ги полнеше Тоше, бидејќи тогаш му излегоа тие големи хитови усни на усни, така натаму. Се Тогаш чекаше веќе беше ред во познат. салата, да, за да влезат, за да го видат Тоше. Тој пееше на бидејќи беше соло пејач на завршниот концерт од музичкото училиште, салата беше 800 души полна ради Тоше. Нормално. Да. Во слична позиција сме се занимаваме и ние со некоја јавна работа како и ти, иако не работиме во јавна куќа. И у јавно предпријатие. Да, сепак не живееме во Скопје, во Куманово, да кажеме, во провинција, ти во Битола, ние во Куманово. Што мислиш, полесно ли именно оние што остануваат да живеат во Скопје, има ли предности тоа? Па јас живеев во Скопје 13 години и мислев дека животот ќе го продолжам таму. Ете се деси да се женам, од кога се жени. Од каде ти е жена, там ти е род. И се врати. Добро, не, значи требаше тоа во Прилеп да живеам, пошто така ли? Да, жена ми прилепчанка. Се зезам, Добро, близко ти. Знаеш како, Скопје како град, знаете, сите знаеме дека има се таму функционира, се за жал само Скопје сконцентрирано, меѓутоа па и од една страна сум и локал патриот за својот град. Ако сите бегаме во главниот град, ако нема некој кој што ќе се вложи во својот град да инвестира, да секој на свој начин, кој со спорт, кој со музика, кој со бизнес. Кој што знае. Нели нема да оди напред и градот и така да, еве, останав веќе 9 години сум Битола. 9, а? Како е? Добро, окей, па пак супер, јас сум функционира. многу задоволен. Битола е супер град, има своја култура, историја, Слично има различно. движење, не е да речем град кој што е град на мртовци да го наречем. Абе, вие во Битола имате тоа што ние во Куманово го немаме, некако, не знам, тоа ли што сте град на конзулите, некако не давате да ви го одземе тоа нешто никој. И Скопјани го имаат, ама они зашто сте главен град, DC, нели? Ние во Куманово како да го немаме тоа. Некако не знам кога Тоа немаме, имаме и ми. кога ќе одам, ако одам во како Битола нема? ќе го побарам Димитар. Да. Имаме и ми обелеше, така ли? Имам. А? Кој? Тумба со 4 бандери. Па да, затоа е така си понашал. А што е тумба со 4 бандери? Тој ги вржувале магариња, бе. Така ли? да, Ово не го знаев. Па Ако пазар имам бил чуено. Како? Докуде вас доваѓале конзули кои нас магариња. И нормално не сме на исто ниво. Убава преработка на таа песна, ја спомнавме ако одам во Битола, и спот кој воедно според мене направи добра промоција, еве една стара музичка numera која се промовираше меѓу младите. Дали тоа е рецепт некој за да се тие стари музички numeri, тие што се богатство за нашата македонска музика, да ги пласираме пред младите, да не згаснат, да не се заборават? Па јас сум апсолутно за тоа. Иако многумина зборува, дајте нешто ново направите вие, као демек се китите со многу пати сум го слушнал тој муавет. Се китите со веќе испробани Со старото, песни, да. Меѓутоа тоа е култура наша, знаете. И тоа сметам дека во секое време кога ќе се изработи добро, продолжува песната да живее. Оти нели нормално продукција од старо време имало, песната била хит, ново време иди, нови млади ликови, зошто да не ја преработат, али да биде тоа квалитетно, не да ја расипат песната, него да се направи нели во еден таков добар пакет за да таа продолжи нели да живее
И помеѓу младите, нормално и помеѓу постарата публика. Ако одам во Битола, ја изработивме заедно со Благојче Трајковски од групата Фонтана, мојот драг колега и пријател и соработник, со цел да го почитуваме авторот на самата композиција, иако таа композиција негде околу 90-тите години создадена. Ете, во поновата музичка историја си добила свој простор помеѓу публиката и има многу преработки, но некако сметавме дека можеме да направиме еден таков целокупен проект кој што на некој начин ќе го испоштоваме и господинот Калица, авторот Петар Ѓоргиев Калица, но и како песна кој што е не само во Битола пеена, него веќе нема простор каде што не се пее во секој ресторан. И у Куманова се пее. И Куманова и сегде. Ете, така да дајме и ние некој свое видување на песната, своја преработка и навистина ми е многу мило бидејќи многу искрено влеговме во целиот проект, многу луѓе се ангажирани кои што снимаја, секој даде свое парче душа во песната и ете тоа некако спонтано допре и до публиката и навистина без некои очекувања ја пуштивме, чисто ја пуштивме онака. Ма супер, добар одек. Да, и добивме одличен фидбек и тоа ете ни отвори, да речеме, на нова визија да преработиме еден цел албум на такви песни на имиња и автори кои што значат нешто за нас. Големиот дел ете се од Битола, нешто планирам од Пепи Бавтировски. Па локал патриот. Па ете битолчанеци. Да, тој битолчанец. Јонче Христоски, сега имаме следна песна кој што моментално работиме студио. Супер. Ај засвирете ми чалги, ја преработуваме заедно со Благојче Трајковски, групата Фонтана и Џамбо Агушев. И така, секоја нова песна ќе има по еден, да речам, и спот и гостин кој што музичар кој што ќе биде гостин, да. И од Македонија и од соседните. Сара Мејс беше на Сара првата, Мејс, да. сега Џамбо Агушев. Така. Џамбо Агушев и Супер. така натаму. Одлично, еве ексклузива. Значи, Да, баш свирете ми ексклузива, чалги, ова е ексклузива, ексклузива, да. да. Браво. И што викаш у Куманова ако одам во Битола? Дојде у Куманова и вика поја ако одам во Битола. Па тамо чупиња има, бе. Ај, кад ќе кажете, тој чупе, значи ќе ја ај кажи чупе. Чупе. Чупе, дека кога крија, минимумното кога кажу чупе. Ми девојченце. А види, слично размислуваме за Скопје тој дење, што вика боле е да седиме и ми слично нели размислуваме, боле е да седиме у Куманово, само за разлика од Димитара што га вика во Скопје, нас не вика. Затој сакамо да си седиме у Куманово. Да направиме една мала пауза, па се враќаме пак со продолжение на нашиот муабет, ќе биде уште поинтересно, останете со нас. Изабен. Изабен да ти било износен, истрошен. А кад се каже и многу употребуван, мисли се на нож или секиру, тупо, која е спротивно од оштра. За човека кој е физички многу пропаднат се вика изабен. Останале само уши и мустаке на njega. Знаете ли дека пензионер на немачки се вика изабен? Знаев германци да даде имиња на све што ги е у широку употребу. Гефуфна, гештангла, оберблајзна, изабен. Додуше, германци като стане у пензију, так почневи да живи во онако истински. Ама изабени. Виделе ли сте ги кај ќе дојде во Охрид облечени за катар сезон? На ногу сандала со белу чарапу до колена, на гузицу бермуде закачени со стрегери, шарена кошулја и шешир со перду на главу. Или тој бева холанѓани? Што знам? Од година на производњу до пензију човек се истроши, и физички, и психички, и не може да се врати на фабричко подесување. Едноставно се изаби и не се више оштри како нож или секира. Остане изабен. Еве кажи нешто, што има ново? Дома или уопште? Еве уопште. Уопште?
Шефе, знаеш ли дека има измислено нов закон у физика? Добре, кът? Сви тела у мрак идев накуде фришите. Тъй нов закон за физику тебе ти се очигледно познава. Па што бе, што ме гледаш, по цел ноќ едеш. После не можеш да заспиеш с пун стомак и сабале нормално не можеш да се разбудиш. Не ме гледај кој сабале закасни на работу, видете ја. Па не сам закаснија за тој што сам ја цел ноќ бе, шефе. Закасни за тој што пешки појде на работа. Па што не појдеш с автобус, а? Или што, страте не може да ти го краде некој новчаник, бреке со фајди. Не бе, шефе, не бе стра дека некој ќе ми го украде новчаник. Срам ме е дека ќе го отвори бе, шеф. Добра, и вчера зашто закасни, а? Дај бе, више земи навите аларм. Сери ga мобилен малци, дек те разбуди. Шефе, ова кој да ти кажу? Јас сабајле ка ќе га чуја аларм, помисли дека пуца во мене. Бре, и што правиш одма рипаш од крајот, а? А јок, Него? право се мртов. Па правиш се мртав, за тој се успиваш, зашто се правиш мртав. Дај бе више еден пут научи се на ред, мајко му. Бе, шеф. Бе, староќе е чудна работа, бе. Таван кад помислиш дека си све научија, почнеш да га забравljаш и оно што си га знае. Него доста за работа више на пауза сме, мајко. Како сте по дома? Добро, сега добро, али целу неделю не сме зборили. Зашто? Зашто? Зашто у суботу, када појде куде мајкову да иде на гости, викао тамо, Драгане, макароне су ти сварени у тенџере, кажи само што да ставу на нима. И? И ја викам, стави на нима капак, затвори ги, зашто ја киду у кафану да еду кебаб. И од тога ни збори, ни говори, ни ручак прави, ни чисти по дома, ништо бре. И како се мирист? Па мирисмо се, вечер го изведе на вечер. Али вечер, Боже, Боже, коштала ме некој 500 евра. Де бе, шефе, 500 евра, мајко. Па што еде ти? Ја кебаб. А она? Она бре некој рибу, мајко, да виш тако една црвенјушкава, златна онакој. Па некој да виш како прилива се на плаво удри. Викав дека изгледа и мало само 3 у тој море. Па добро, не ни го праша каква е тај риб? Па не сам ја будала, бе, старо. Јас сам стара школа. Ти знаеш ли што прашуе жену човек што има 2 мудрице на оба 2 очи? Што? Ништо. Он веќе 2 пат прашаја. Ја кад сам се родија, татејете многу се радувае. Многу. А комшије се прво уплашиле. Ту го и дотрчале зашто он прво заплакаја. Ама тате мене ми кажа многу године после дека тој биле тија сузе радоснице. И ја му верую, вајда, да. А јас, значи, кад сам се родија, сви су многу плакали и се радувале. Ама тате највише тате, он вика дека повише е плакаја само кад се оженија, па 2-3 години после тој кад сватија. А ја још не сваќам зашто. Не е важно, ама замислите бре, ја какав муж сам. Не сум заплакаја ни кад сум се родија. Да, зашто доктор кад ме видеа, место мене по дупе да ме удари да заплачу, ударија го на маму шамар. Ја још не знам зашто, ама такој било, такој ми кажувасва. Можда дека прво не знале што сам, Можда тој викасва дека едно 15 минута прво ме со стапче превртувале да видим што сам, па кад виделе дека сам дете, па још и син. Тага тате одма отрчаја дома и земаја пушку и пуцаја. Па да, па порано се радуе сва бре ако е син, а сега викал само да е живо и здраво. До 18 години, па после оно само ќе каже дали е син или керка. Ете видите, не е ни он, ни она, него е оно, некој е си. И ете, такој само да знаете и да запамтите, дека и на други ги е тешко, а не само на жене кад се пораѓа. Да, па жене бре, да не се пораѓа. Никад нема да знаев како ни е на нас мушки кад настинем. Никад. Ми бре кад настинемо. Тога нормално да знаев сви, чуев и оние што слабо чуев. Да, сви чуев, само на наши жени што треба да не чуев, не ги чуе некако. Не знам зашто.
Играме второ полувреме со Димитар Андоновски, вечерва во Нема Љутиш. Застанавме кај преработките на стари македонски народни песни, мислам дека пред се. Тука би те прашал и за твојата одлука, одбично сите одат од група излегува да прават соло кариера, ти во обратна насока се одлучи од соло пееш да станеш член на група, заедно со Тајфата. Така е. Што те натера на тој потек? Па, јас сум стално тимски играч. И сметав дека, ете, тие како група веќе долго време функционира, ми се допаѓаше она како стил што го работеа музички. И покрај она што сметав дека се добри работници, прифатив да бидам дел од групата. Иако, нели, до тој момент бев за... Двајца се прилепчани, има Александар е од Крива Паланка. Не се. И јас од Битола, сите бевме некако. Така. Да, али добро, тие си функционираат веќе 17 години се во заедничка екипа и многу добро ја познаваат музичката работа и баш заради тоа најмногу и прифатив да соработуваме и навистина 3 години поминавме еден убав период кој што навистина ќе ми остани и мене и нив во сеќавање, направивме неколку заеднички соработки, песни, многу концерти, многу концерти, многу настапи, многу дружби и ден денес нормално си комуницираме, знаеме и да имаме настап. Јас кога ми дозволуваат врските, некогаш и се приклучувам, меѓутоа така излегов поради мои приватни обврски кои што морав да ги реализирам, а да не ги кочам ни во работата, бидејќи навистина стварно имат многу работа и работат без застој. И тоа беше единствената причина што излегов. Тоа обично нели кога некој излегува, обично се карат и така натаму, кај мене не е таа ситуацијата. Сега мислам дека имате еден прекрасен вокал женски кој што ги надополнува и се супер. Тајфата, јас кога слушнав Димитар и Тајфата сум имал, не знам, некоја глупа перцепција дека Тајфа е оние што работат мајстори, ѕидари. Да. Има нешто како граделе манастири, Тајфата на тој и тој. Така е. Тоа ми објасни Коки дека е што? Значи, ја тражи турцизми, нели мора да се информираш, да видиш. Да. Тајфа е дружина. Дружина. Точно. Значи И го нема друго работела. објаснување. Тајфа е дружина. Го работела манастирот дружината на тој и тој. Значи Ама тоа добро, и Тајфа ја така мисле е. дека се мајстори некои. Пази, вика овој дојде у кафану со Тајфу, значи тоа се другари. Со сите се другарите. Не мора да се мајстори. Да. Ја и песме обично си ги пови, ја како сакам. Мајстори кога спомнавам, викам, стварно викам што удзидарили пројде. Како тие што биле на одмор мајстори. Знаеш што е? Добро, покрај обврска работа, нели се работиш друго, еве, музика, обојано. Имаш некој хоби? Имаш ли време за хоби? Па за жал неам, да ти кажам право и тоа... Еве, например, да певе, да идеш по рибе, да идеш у лов. Немам, На вас е навистина Пелистер немам близко, хоби. да, например, да се качиш до Пелистер горе, да отидеш пешки, а? Не, а? Не, многу сум слабо активен на тоа поле и Тебе ти се навистина... познава дека си слабо активен. Ти се големо Така, лъжица добро. едеш, а? Да. Јас сум ми кога млади толку да пазиво на линија, гледам и Димитар онако Да. е баш таман. Нели во околина на Битола е Пелистер. Ми имamo сега атракција. Атракција беше Кокино, кога го открива. Нели? Да. Сега е покриено. Не знам од кој Покрисвали? пред ovo натаму. Сега во последње време е Бислимска клисура атрактивна кај нас, стварно. Другари кумановци од планинарско друштво Козјак направија стазу. И ја верую свака субота неделја има тамо по 2-30 авта. Дојдев људи и од почеток на стазу изодив до крај и враќав се. И сега доаѓа од Скопје. Тип со девојко и здраво, како сте, што правите, се гледа. Добро, ми тој по село. Абе, да ми кажете како може ние најбрзо да се качиме до Бислимска клисура, вика и се вратиме назад, па ако го пушта куќе, а? Најбрзо. И ти да дојдеш да ти кажеш дека сладнеш, Така, ако го да. пушти куќе. Пази у планина. Па да ме пробаш, треба. Има и мечки у планина. И- Да не те мечки? душе мечка. А мечка ако излезе ке летнам. Ке летнам. Дали знаете дека мечка уствари ми има излезено како мал? Значи шетаме на Пелистер, пошто го спомнавме Так си Пелистер. вие слаб. Ти за тој не шеташ више. Да, и не носи мајка ми со наши пријатели и роднини нормално на Пелистер горе на неколку дена фамилиарно и шетаме низ планина
Не знам, сигурно го знаете Ѓоко Ѓоргиев, кој што беше спикерот на Така е, да, да. меѓу роднините, беше и тој наш гости. Како се викаше емисијата на Ѓоко Ѓоргиев? Три гонга. Така нешто, да. така. Јас бев многу мал. И шетаме ни шумата. И вика сестра ми, јас го знам овај пат, вика од овде се оди поблиску е. И ние сите пона сестра ми памет. Тргнавме она исто дете. И одиме едно време, стварно она ја папрати нешто веќе влегваме во длабока шума. Едно време се слуша таков крик некој. Ау, мислиме моторе некој или. Се вртам и му викам на мајка ми, шо е она што ме гледа со главата? А то мечката таму на некој си, не знам, 100-200 метри. Баба Меца, а? Она, вика нешто. Ѓоко вика, пејте најгласно што можете сите, назад се враќам и со пеење. Ама ние не свативме дека Дека мечка е. во И дека тоа беа мечка твоите кој први излеговме, музички вика, знаеш што беше? Пропеа Димитар. Пропеа Димитар. Што ги Ево, прави? так си поштаја да поеш, а? Е, Ѓоко и вика, то ајде многу пееме. гласно. И то Пеевте? многу гласно, како не. Пеевте? Пеевме сите. И не ме нападна. Цела тајфа што Не викам ме чепкаш. сите. Не, и мечка поја с ними, иде позад ними Да. поја. Во брак си колку години со Кристина? беше? Кристина, да. Колку години? Па скоро 8. Скоро 8. Јаш ти е интересантно. Па да. Најпоминатите Уште сме места. да речеме. Две Па дечиња, добро, два две сина? дечиња. Фала му на Бога, едниот Михаел, другиот Гаврил. Михаел од септември почнува прваче, 6 години. Гаврил е година и 3 месеци. Тоа е онака Он е јуниор. мојот факт да речам. Михаел беше многу мирно дете и е мирно по природа, овај малиот е Боже мој. Не се додржува. Секогаш е така. Не Првото се мирно, додржува, враце, второто тоа е веќе страшно е нешто. по-друго. Значи, во таа фаза сте се уште ви интересно. Да. Зашто жените имаат, како рекоа, 3 фази во живот. Прво е бесна на татка, После? па после е љута на мужа, И и треća на фаза? крај незадоволна од зет. Добро. Е у некоју фаз. Абе, Дачка, тебе ако те гледам такој бочно. Што ме гледаш на Гледам Марија? го Димитар малко буце. Добро, не е баш толку како што се гледае на спотовима и ти не лажеш и ти се поправи. Абе, намали га стомак по Види, питае си како тиква. Зашто како тиква? Па гледам, у стомак се дуваш, а дршка ти се суши. Ке му заврту грб. Уствари не. Ај, кој ќе продолжиме во кој Димитар, може. Може. Често го истакнуваш значењето на духовноста. Како е во овие модерни времења да бидеш духовно коректен, да кажем, да водиш квалитетен духовен живот? Кога се сака се може, иако е навистина тешко, значи живееме во еден така извртоперен свет кој што секојдневно нели се наоѓаме во секакви комбинации. Секогаш пробувам да се контролирам и да, знаете, да се водам на доброто, на што ни е поставено од Бога. Тоа е основно правило за мене и сум јас во така традиционално семејство растен, да кажам, духовно семејство, најверојатно и од баби и дедовци тоа е пренесено, меѓутоа ете и самата љубов кон Господ на некој начин е нешто што ме влечи, тоа не знам, не се опишува, нели? Тоа е нешто внатре што го имам во мене и секогаш се трудам да ги почитувам правилата кои што, нели, треба секој еден христијанин да ги има во својот живот, да ги негува, нели, таа е таа почита кон Бога. Е сега, Боже мој, знаете како, живееме, пак ќе речем бурен живот, секогаш мора баланс да има. Па живееме и грешно, ама ќе прости вас. Па да, кодот ни е грешен, Па, не можеме да бидеме безгрешни, меѓутоа да бидеме грешни во рамки некои кои што, нели. Да бе, ја на диету и зему на едус. И после се покај. Тој важи ли диета? Па тој да, важи, значи не Ако си се грешен. покаеш, нели? Ако се покаеш, не е Да, проблем. да. Ќе ти прости, што сега, тоа е тој. Кажи ми, рече дека ќе поканиш уште гости музичари на овој проект што го спомена во првиот дел. Дали ќе има и пејачи гости? Дали сакаш да снимиш дует со некој? Да, апсолутно.
Сум во преговори со една, да речам, звезда која што е сериозна од соседна Србија, кој што е заинтересирана за направиме на соработка. Не ја откривам бидејќи да не нешто се деси во меѓувреме, да не се договориме. Да не збориме пред руку. Така? Да. Со дел веќе имам договорено со кој што би работел, меѓутоа баш за песна дуетска веќе преговарам кој што со особа кој што мене ми е стварно интересна како пејач, како уметник, како Ето ме интересираше со кого би сакал, значи ќе се оствари најверојатно таа желба. Па да, може и некој, може и сигурно со некој од македонските, како се вика, овај пејачки кои што навистина ги имаме доста, имаме многу квалитетни, али тоа со во текот на процесот, бидејќи веќе имаме неколку песни кои што ни се поставени, се во тек на реализација. Ако излезе нешто ново, сигурно би направил дует. За крај кратко, освен со музиката, си и менаџер во еден клуб во Битола. Да. Често патуваш во Белград и поради тоа тие обврски ги имаш. Така ќе продолжиш комбинирано музика, ти годи оваа работа како менаџер? Па да, заради тоа што Голд Фелиција е место каде што настапува 43 македонски уметници, артисти, глумци, пејачи и кореографи, костимографи и така натаму. Значи тоа е еден голем проект, ќе ве поканам да ми бидите гости да видите зашто станува збор. Некој нас да не викаве. Да, ако одам во Битола, ти кажат да. Имаме и кандидат, нели, таму ќе си. Да. Значи тоа е еден навистина сериозен проект кој што е на некој начин театар со многу забава и каде што луѓето можат да седат, да уживаат, да се напијат пијачка, да јадат и да гледат кабаре шоу кој што трај 3,5 часа и навистина сите кои што дошле по битовски викаме му падна вилицата, така викаме. Знаеш, и привлекуваме моментално многу голем број од Скопје, луѓе од цела Македонија. Што гледаш у мене нема да ми падне вилица за лепене. Сакам да ти кажам дека ако дојдеш на Сококи, буквално ќе видиш што значи да му падне вилица на некој. Па добро тогаш. Ама добро ке е, така не. Ќе ве припремиме, да. Не, навистина е убав проектот. Многу голем интерес има моментално, значи на ниво на Македонија. Се надевам дека ќе станеме и туристичка атракција, да привлечиме и многу луѓе од соседство. Знаеш кога го прашувале бабо некој, бабо имате ли ви у село туристичка атракција? Има сме од Олани од Одесеви. Више немамо. А да кажу еден виц, не ми давате да кажам. Кажи бе, ајде. Ајде. Ќе ти сечеме и тако. Многу сме сериозни, треба еден виц, вистина. Ке легнуе најчер муж и жена и муж вика на жена, ај вика се облачеш се да имамо секс. Она вика тачан ли вици? Малецак још ти вика буден. Ама буден заспајаме. Буден још. Ја вика сега ќе прво. Сине, ај донеси на тато едну чашу воду. Проваѓав 3 минута, 5 минута проваѓав, нема га дете. Ови одма секс, ама секс невидена работа. И легнуев. Кад слуша се глас. Тато, ја још ли да го држам и чашу воду и Добро. Најдобро и така да привршуваме со виц. Пред крај само малку подароци од нашите пријатели и спонзори. Ова ти е Арис де Грас, поздрав за сопругата веројатно. Па Нема ти да ги секако. користиш. И исто така од Бучен Козјак, млечни производи, тоа се наши пријатели, фирми кои што се постојано со нема љутиш. Нешто за попат може да се освежиш. Сиренце, уште ракија да пуштете. уште ракија да пуште. Па се уште немаме. И још еден поклон? Да. Ти се забрањаш да ga даваш невеста. Тебе не ми се дава, мене ми се иде на вечеру. Имаме и вечера за двајца, а и ако сакаш можеш да си преспиеш таму. Етно ресторан, етно село Тимчевски. Значи вечера за двајца, да останеш ако сакаш, убав комплекс, може и вечерва ако се одлучиш да не патуваш. Бидејќи си далеку, може уште вечерва да го искористиш овој подарок, повели ако сакаш, бидејќи е за двајца ќе ти го пуштам коке ако сакаш. Не бе, не. Ама ај седи мира, не. Зошто не? Каде си вечер? Ама ајде бе, на пробу сум вече. Па ако ви пробајте, не мора одма. Кажа ти не. Ама не ти ја викам одма дека мора, пробајте па ако иде. Кажа ти не.
Кажати не. Ти благодарам што беше гостин оваа сезона и се надевам дека и идната ќе ни испочитуваш и ќе Беше мило да сте здрави, живи, фала што ме поканивте. Се надевам дека ќе се дружиме пак наредна сезона. Поздрав до сите гледачи. И фала уште еднаш. Благодарам јас уште еднаш и среќен пат за битова. Фала да си Рафише. На вас нека ви е среќно со нас уште малку. Таран! Čo Taran? Ај погоди што сам ти купија. Juže, da se obesu zbog tebe. Не бре, жено. Види, колач. Što su? Па, како бре се штос? Пишуе, со споројден рокс. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели детергенти Арис, Тетра Мебел. Запознајте го Алфи, хумано ангажиран, со цените реален, во понудата интересен, благороден за секое домаќинство, за комотен избор на сите производи, GPS име љубезноста и нека ве води, значи и изглед и карактер. Мило ни е што се запознавме. Алфи Техноцентар во Куманово и Скопје. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко е газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Од... Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, бе! Свети унутра, еј! Ау, сега се сети. На крај. Не само од турските серии бе што немаат крај. Крај нема ни бугарскиот ќотек. 100 удри, а само едно број. Ма немаат крај ни нивните барања кон нас како држава. Крај немаат ни ветувањата дека ќе живееме подобро, дека ќе помине кризата и дека ќе влеземе за кратко во Европската унија. Ма крај нема и лажењето на политичарите и домашните и европските, па сега си думам, излегува дека се што е лошо нема крај. Освен нас, ние сме на крај. Крај, ама само за овој викенд. Веќе идниот доаѓаме пак, заедно со минералната вода Визијана, за убава и свежа мисла, како и илјадници производи од Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи од Бучен Козјак, детергенти од Арис и удобни лежеи од Тетра Мебел. До следниот викенд, нека ви биде удобно. Чао. И ја викам, стави на нима поклопак. Заклопи поклопак, бе. Поклопак. Кои се интересни, ама пред се ведри и превртувале ме со стапче. Да видим што сам. Па кад видеа... Од Што? Зашто? Па, зашто? Ај. Зашто? Природна, бистра, убава. Да, такој ми кажуваства дека они прво едно 15 минути... 15 минути.
Крај немаат ни ветувањата дека ќе живиеме. Дај, престани да се успиваш. И научи више еден пут тај текст.